Добро вечер. Четврток, 22 часот, време за емисија во Центар. Јас сум Васко Ефтов, почитни гледачи. Вие сте на вистинското место, емисија во Центар на YouTube. Политичка анализа. После неколку недели политичка анализа, цела емисија посветена на една политичка анализа, тема која вие баравте, односите во Украина, ќе има војна во Украина, дали ќе има нуклеарна војна во Украина, што ќе направат русите, што ќе направат американците, дали ќе има траен мир. Според пишувањето на западните медиуми, на влијателните западни медиуми, според изјавите на луѓе од Белата куќа, според изјавите на украинскиот претседател, вчера, среда, требаше да има војна или да почне војната во Украина. Меѓутоа Русија, Путин ги повлекуваат еден голем дел, да не речам најголем дел, од руските воени сили кои били на вежби Белорусија, долж руската украинска граница, Балтичко море, Средоземно море, дали тоа ќе биде трајно, не верувам. Путин ја дефинира Украина како прст во око на Русија или како нож во срцето на Русија. И тоа се држави кои ги нарекуваат земји на крстопа, таква е Република Македонија, тамо нема ниту траен мир, нема ниту вечна војна. Те секогаш лавират како ролован колач помеѓу едната и другата ситуација. Таква е ситуацијата и во Украина. Што ќе направи Путин? Гледам сега овие западни тајни разузнавачки служби, ја проучува стратегијата на Владимир Путин, ја проучуваат неговата биографија која се нарекува од прва рака, кај што тој раскажува една секвенца, гледам сите западни медиуми тоа го објавија изминативи денови, кај што раскажува една секвенца од неговото детство, тоа е дека заедно со другарчињата во Ленинград, Санкт Петербург, бркале глувци. Имало некој голем глувец, голем ставрец, тој го брка големиот ставрец, го носи до ќош и наместо да се исплаши ставрецот, во еден момент се исправа на нозете и почнува тој да го брка Путин. Путин едва успева да избега како дете и нараво учењето е дека кога ќе дојдете во тешка или во кризна ситуација да не ве фаќа паника, туку да се исправите и да се борите. Тоа е кредото, тоа е стратегијата на Владимир Путин и гледам голем број на западни тајни разузнавачки служби медиуми сега дека треба да се проучи таа биографија за да може да се извлечат поуки како да се однесуваат или како да делуваат или како да атакуваат на Русија во времето на Владимир Путин. Нешто слично раскажуваше Никола Груевски, меѓутоа место глувче употребуваше некоја парадигма со мачка. Мислам дека има прочитано биографијата на Путин и врз база на тоа имаше дадено едно интервју на Канал 5 телевизија, но суштината е во тоа. Кога Путин ќе го донеса до зид, а нема на располагање мокни или силни карти, тогаш наместо да го фати паника, се исправи и почнува тој да ја води играта. Како што вели тој гучел кога бил на некој начин обучаван или учел во тајните служби и тоа сега го користи како претседател на Руската Федерација. Меѓутоа сите тие алиби ситуации, сите тие трикови кои ги прави Путин имаат рок на траење. Путин има проблеми, има слаби адути со кои може да игра на големата шаховска табла. Првата е демографијата на Русија, 140-150 милиони луѓе. Има проблем како со таква мала демографска база, една огромна територија, огромно пространство, тамо некаде од Аљаска па до Украина, да може да биде покрено, да може да биде пополнето. И втори има една закражлавена економија. Всушност Русија сега помалку наликува на Саудиска Арабија. Ако не е рускиот газ, ако не е високата цена на рускиот газ, руските нафтени деривати, од тоа се финансира и руската армија, од тоа се полни рускиот буџет, тогаш Русија нема да биде меѓу топ 5 најмокни економски држави во светот. И со такви отежнителни околности Владимир Путин сепак добро се справува целата оваа ситуација и успеа после долги години на Борис Јелцин, на една агонија на Русија, една Русија која помена низ една болна транзиција, да го врати времето на студената војна и Русија полека да биде перцепирана како една од двете или една од трите суперсили во светот. И така е решавана оваа украинска криза. Ако некој успеа да наметне одреден впечаток во оваа украинска криза, тоа е дека се врати времето на студената војна и дека светот веќе нема да зависи од една суперсила. Туку тоа ќе биде договор на една, две или три суперсили кои ќе се договарат околу иднината на одредени региони, околу иднината на светот, знаете. Украинците сакале, со полно право украинците може да сакат или да не сакат да бидат членки на НАТО. Меѓутоа во ваква ситуација ќе седнат германците, французите, американците и русите и ќе се договорат дали Украина може да биде земја членка на НАТО. Кој ги прашува украинците? Никој, како што не прашува ни нас. И тоа е пораката на времето. Кога суперсилите се борат, тога страда тревата која ја газат. За жал, тревата најчесто се малите држави. Украина беше трета суперсила, трета нуклеарна сила во периодот на распад на Советскиот сојуз, меѓутоа сега дојде да биде монета за подкусурување.
Две работи се важни да можеме да ја разбереме американската позиција во однос на Украина. Првиот факт или првата работа која е клучна за да можеме да разбереме. За Америка да биде голема европска држава, метафорички кажано, не географски. За Америка да биде голема европска држава мора да постои НАТО сојузот. Ако не постои НАТО сојузот, Америка не е европска држава. Може да биде во Пацификот, може да биде на Атлантскиот океан, може да биде на далечниот исток, меѓутоа нема да биде голема европска држава. За да биде голема европска држава, на Америка е како леп, како топал леп, неопходно да постои НАТО сојузот или НАТО алијансата. За да постои НАТО сојузот или НАТО алијансата, мора да постои непријател кој ќе го оправда постоењето на НАТО и големите финансиски трошоци кои ги дават 2 или 3% од своите државни буџети, земите кои се членки на НАТО. Тоа е едната работа. Втората работа, во рамки на таа НАТО стратегија на Америка, две држави се битни и две крила се битни. Двете држави кои се битни се Украина и Полска. Двете крила се јужното и северното крило. Тоа е Спајкмановата доктрина. Кога вие ги контролирате северното и јужно крило на Европа, тоа е Шведска, тоа е Норвешка, тоа е Финска. Што предходеше на украинската криза? Создавање на воена психоза во Шведска и во Финска. Шведска и Финска се неутрални држави. Бидејќи се создаде воена психоза дека само е прашање на време кога Путин нема да ја нападне само Украина, туку ќе нападне Финска и ќе нападне Шведска, почнаа процеси во шведските, во финските медиуми, во политичките структури да се отвора дебата дали Шведска и Финска треба да го прекршат својот неутралитет и да станат земји членки на НАТО. Норвешка е веќе земја членка на НАТО, генералниот секретар на НАТО во еден или во два мандати потекнува од Норвешка. Второ, јужното крило на НАТО. Турција, Грција кои се во перманентен конфликт, Македонија и Бугарија кои се сега во политички конфликт, имаме едно доста кревко, нестабилно јужно крило на НАТО. И тоа ја прави кревка американската позиција, тоа американците инсистират да биде решен македонско-бугарскиот спор, за да немаме перманентни кризи во јужното крило на НАТО. Спор Софија-Скопје и спор Анкара-Атина. Спајкмановата доктрина вели, ако вие ги контролирате тие две крила, северното и јужното крило, тогаш треба да постојат одредени држави кои ќе овозможат со помош на северното и јужно крило да ја делите Европа на два дела. Или како што ја сакам да кажам, со топол нож да го сечите путерот. Тие две држави кои ви овозможува да ја делите Европа на два дела, тоа е Полска и тоа е Украина. И тоа е судбината, тоа е предноста и тоа е слабата точка, срцевата мана и на Украина и на Полска. Бидејќи географски гледнато или географски погледнато, Полска и Украина спречуваат да биде воспоставена таа територијална, геополитичка, економска, финансиска и секаква друга врска помеѓу Руската Федерација и помеѓу Германија. Двете најмокни држави во Европа. Секогаш американците и британците влегуваат во војна во Европа, кога Русија и Германија ќе направат одредени пактови или ќе се спојат. Така и сега. Само со помош на Полска се сеќавате што се кажуваше во времето на администрацијата на Џорџ Буш помладиот. Полска ја нарекува новата Европа или лидер на новата Европа. Всушност Варшавскиот пакт, комунистичкиот лагер беше рушен преку папата кој потекнува од Полска и Полска имаше клучна улога, Лех Валенса, солидарност, папата и така натаму и така натаму. Не се рушеше преку Југославија како што се очекуваше, туку се рушеше преку Полска. И втората држава е Украина. Со помош на Полска и Украина, американците ќе направат се и прават се, никогаш да не дојде до територијално спојување или формирање на некаква унија помеѓу Германија и Русија. И тоа е суштината на Спајкмановата доктрина. Да имате контрола на северно крило, контрола на јужно крило, контрола врз Полска и Украина. Ако имате контрола врз Полска и Украина, ако имате контрола на овој западен дел на Украина, Киев, вие сте на 500 км воздушна линија до Москва. Тогаш Русија ви е како Сараево, знаете. Сараево е единствен град каде што центарот на градот всушто значи периферија. После центарот на градот веќе завршува градот, после Баш Чаршија веќе не постои Сараево. Вие излегувате надвор од Сараево. Или после Баш Чаршија на брдата горе над Баш Чаршија ви се наоѓаат веќе гробиштата. Нешто слично е со Руската Федерација. Ако не постои Украина, Русија не може да биде голема суперсила, не може да биде империја, бидејќи до Москва од границата на Русија има 500 километри. И подосно имате тамо 20.000 или колку илјади километри на далечниот исток, на Сибир, тамо до Аљаска. За да биде Русија голема суперсила,
да биде голема империја. Тоа е стратегијата од времето на Петар Велики. Мора Украина да биде составен дел на Русија. И тоа е суштината на конфликтот околу Украина. Ако не беше Украина, ќе беше Полска. Па и во текот на Втората светска војна тоа се случуваше. Најголем број од жртвите, најголем дел од војните, најголем дел од конфликтите во текот на Втората светска војна беа на територија на Украина. По глава на жител украинците дадоа најголем број на жртви во текот на Втората светска војна. Зато Украина, иако беше составен дел на Советскиот сојуз, од 1945 година имаше постојано столче или свое столче во Обединетите нации. На тој начин, од една страна се сакаше да се изрази респект или почит кон жртвите кои Украина, украинскиот народ ги даде во текот на Втората светска војна, и како второ да се појача, да се зајакне, да се бетонира позицијата на Украина во рамки на Советскиот сојуз. Советскиот сојуз беше составен 16 републики. Меѓутоа единствено Украина беше република без која не можеше да постои Советскиот сојуз. Не само што е најголема житница во светот, туку тоа беше република во рамки на Советскиот сојуз која беше најгусто населена. Најголем дел од руските нуклеарни сили беа стационирани во Украина. 1991-1992 година, кога Украина стана независна држава, таа е трета нуклеарна суперсила во светот. Прва е Америка, втора е Русија или Советскиот сојуз, сега денес Руската федерација, и трета е Украина. И тоа е специфичната тежина на Украина. Затоа се сите овие битки околу Украина. Пари, геополитика, мок и најмногу територија. И кога тоа ќе го замешате со историја, бидејќи прататковина на денешната Русија, русите, Путин, ја сметат Киевска Русија, со седиште во Киев, бидејќи во времето на големиот владател Владимир Велики, тоа е 988 година, русите преку Византија, токму преку Киевска Русија го примат христијанството, тогаш таа специфична тежина на Украина станува драматично мокна и силна и затоа се конфронтира се околу Украина. Дали Русија ќе нападнеше Украина? Да, апсолутно. Без пардон. И ако не знаете што ќе се случи во иднината, само погледнете што се случило во минатото. На самитот на НАТО Букуреш пролета 2008 година, кога Хрватска и Албанија стануваат членки на НАТО, кога Македонија добива грчко вето и не станува членка на НАТО, треба да поминат 15 години да се потпише Преспанскиот договор, па Македонија да стане членка на НАТО, постои предлог на американците, тогаш е Џорџ Буш помладиот, Грузија и Украина да станат преку ред земји членки на НАТО. И тогаш следува германското вето. И тогаш, како и сега, Германија секогаш се спротивставува или се обидува да биде некој балансер на односите помеѓу Москва и помеѓу Вашингтон. Економските интереси, огромните милиарди во таа трговија помеѓу Бон, помеѓу Берлин и помеѓу Москва, Северниот тек 2, ги прави ранливи германците. Германците не може да се откажат од тие профити кои го стварат во Руската федерација. 2008 година Ангела Меркел се закано дека ќе стави вето на евентуален прием на Грузија и Украина во НАТО сојузот или во НАТО алијансата. Само неколку месеци после тоа, на 7 август 2008 година, следува руско-грузиската војна. Многу западни аналитичи ревела дека врз база на искуството од таа руско-грузиска војна е модернизирана руската армија. Сергеј Шојгу, врз база на сите тие искуства, на сите тие слабости, недоследности, манјкавости кои ги покажа руската армија во таа грузиска војна, има модернизирана руската армија. И тогаш почнува тоа инвестирање во овие циркони, во Искандер и така натаму, С-400 ракети, С-500 ракети. Целата руска геополитика и целата руска војна стратегија сменета врз база на таа војна во Украина, односно таа војна во Грузија 2008 година. Грузија има 3 ентитети, 3 републики српски, 3 северни Косова, врз кои нема контрола. Тоа е Абхазија, Јужна и Северна Осетија. Во еден од тие региони, Јужна Осетија, на 7 август 2008 година интервенира грузиската армија. Таму има мнозинско руско население, кои преку референдуми прогласиле независност во однос на грузиската држава. За да го заштити руското население, интервенира руската армија. Има 8 или 9 дена војна, капитулира Грузија и се повлекува од Јужна Осетија. И кога ќе си го поставите прашањето дали Русија би интервенирала во Украина, да. Во Донбас би интервенирала без око да и трепни, без пардон, ако имаме загроза на руското население. Повеќе од 32% од руското население во тој дел веќе има руско државјанство. Вчера Руската дума или завчера Руската дума изгласа припојување на Донбас или на тие два региони кон Руската федерација. Под мотото заштита на руските интереси
или на руски државјани, гледате нешто слично што Бугарија го бара од Република Македонија. Да станат составен дел на македонскиот устав бугарите, Бугарија да мафта со 100-150 илјади бугарски државјанства и секогаш врз база на тоа бугарите да може да се мешат во внатрешните работи на Република Македонија. Тоа е сосема друга тема. Бугарија нема ни таа сила како што има Русија и Руската Федерација. Меѓутоа врз база на тие издадени руски државјанства, тамо повеќе од 90% во Донбас се руски државјани, било каква интервенција на Украина на своја територија, бидејќи тоа составен дел на украинската држава, Русија ќе го свати како мотив, како основа, како подлошка воено да интервенира во заштита на руските државјани кои живеат во Украина или во таа област Донбас. Затоа велам, секогаш Русија ќе го прави тоа што го правила во минатото. Русија тоа го нарекува блиско соседство. И кога ви анализирате руската стратегија, таа руска стратегија лавира помеѓу желбата на Путин да го обнови Советскиот сојуз, но тоа е многу скапа работа, знаете. Ако вие додадете 15 држави кои биле порано држави или републики во состав на Советскиот сојуз и вие сега ги додадете кон Руската Федерација, тоа е многу скапо. Москва и Путин не сакаат да се грижат за одредени проблеми кои се во Казахстан, во Азербејџан, во Ерменија. Туку сакаат да ги направат поданички тие држави, да ги направат зависни од Москва. Откога ќе ги направат зависни од Москва, тогаш да можат да направат одреден блок на непријателски држави визави Америка и визави НАТО алијансата. Тоа е суштината на Русија. Не сака Русија да го припои Казахстан, иако е тамо базата Бајконур, не сака да ја припои Ерменија, иако Русија има војска на границата помеѓу Ерменија и помеѓу Турција, туку Русија сака да ги направи тие држави зависни од Москва, како што биле 50 или 100 години. И тоа се случува сега со Украина, тоа се случува и со Грузија. Кога сте вие зависни од Москва, тогаш лесно Москва ќе ве стави во својата зона на интересирање, својата зона на делување, својата зона на функционирање. На крајот на криштата, двајца мокни руски председатели или генерални секретари Никита Крушчов и Брежнев потекнуваат од Украина. Сталин потекнува од Грузија, значи тоа се две држави кои даваат три мокни руски председатели последните 50 или 60 години. Доли Јосиф Висарионовиќ Сталин во било кои руски анкети го стават или на прво или на второ место на најмокни, најзначајни личности во руската историја. И тоа е геополитиката, тоа е стратегијата на Москва. И Москва тоа секогаш ќе го прави. Тоа го нарекува блиско соседство. Видете како Русија го испровоцира тој конфликт. Имаше шарена револуција во Ерменија, па испровоцира конфликт. Тамо беше она критична зона Нагорно Карабах, каде што живееше ерманско население, а беше дел од територијата на Азербејџан. Имаше минатата година конфликт помеѓу Азербејџан и Ерменија. Кој го реши тој конфликт? Москва и Путин. Како го решија? Така што руска војска сега е линија на разграничување помеѓу Ерменија и Азербејџан. Гледате што се случи сега во Казахстан пред еден и пол месец. Пред да ескалира украинската криза, имавме ескалација на кризата во Казахстан. Во Казахстан имате 12% од светските резерви на ураниум. Ураниумот сега се користи за изградба на нуклеарни централи. Тоа е стратегијата. Зелена или чиста енергија. Која држава има најголем интерес од чиста енергија? Тоа е Кина. Пред 6 месеци имаше затварање на кинески градови. Рестрикции во цели кинески градови, бидејќи нема доволно количество на јаглен и нема како да произведат доволно електрична енергија. Кина прави партнерски односи со Казахстан, сака да ги користи тие 12% светските резерви на ураниум. Американците и русите имат исто така интерес во Казахстан, знаете. Ако ви имате контрола врз 12% на светските резерви на ураниум, тогаш вие можете да диктирате цената на ураниумот на светските берези. И Русија интервенира во Казахстан. Влегува во конфликт, интересовен конфликт со Кина, која сака да има контрола во Казахстан. Тоа е суштината на конфликтот во Казахстан. Кој ќе го контролира или кој ќе ги контролира најголемите светски наоѓалишта на ураниум, кои може да се користат при производство на зелена или на чиста енергија. Имате конфликти во Молдова. Првата држава, каде што се јаве проблеми поради недостиг на руски природен газ, е Молдова, областа Приднестровје. Област на Приднестровје која е населена со доминантно руско население, кој не е под контрола на официјална Молдова, кој не е под контрола на Кишињев. Затоа е битна Украина. Во Украина, освен областа Донбас, освен Киев, битен е градот Одеса. Со помош на Одеса, тогаш руските сили имаат влез кон Приднестровје, го спојуваат Приднестровје со Црното море
и со остатокот на Руската Федерација. Ако имате контрола на Приднестровје, посебно врз Одеса, тогаш ви имате целосна контрола на Црното море. Тоа е всушност стратегијата на Русија, да спречи со помош на Црното море кои две држави преку ред стана членки на НАТО, тоа е Бугарија и тоа е Романија, со неисполнување на никакви критериуми. Некаде пред 10-15 години и Бугарија и Романија стана членки на НАТО. Зошто? Бидејќи најблиску се доаѓа на тој начин до Руската Федерација. Што прави Русија? Сака да освои Одеса во случај на војна во Украина. Првиот град каде што русите ќе сакаат да влезат ќе беше Одеса, бидејќи Одеса им е возможно на русите да имат целосна контрола над Црното море. Тоа е суштината на тој руски-украински конфликт. Суштината на секоја војна е голем трошок, но и многу пари. Секоја војна се води за да се работат многу пари. Тоа никој не го кажува. На крај сите ние броиме човечки жртви, меѓутоа големите играчи бројат пари. Дали тоа Путин, дали тоа се американските претседатели, дали се тоа кинеските претседатели, големите светски играчи. Сите тие имаат своја математика, кога ќе влезат во одредена војна, влегуваат да заработат многу пари. Путин има европско потекло, иако тоа никој не го кажува, и секогаш постои знак нееднаквост помеѓу Путин и Газпром. Тоа што русите го правеле пред 50 години со помош на руски тенкови, руски војници, руски авиони МиГ-28, 27, 31, сега најмногу или најдобро го прават со помош на Газпром. Гасоводните системи под контрола на Путин се неговата најсилна армија. Има и Циркони, има и Искандер, има и С-500, С-400, меѓутоа ништо посилно во рацете на Путин не е од рускиот природен газ. Кога Путин влегува на територијата на Сирија, или постои вечно пријателство помеѓу Дамас и Москва. 4 години Башар ал-Асад беше русен. Имаше крвава војна во Сирија и на Путин не му падна на крај памет да интервенира во Сирија. Во оној момент кога Катар најави дека размислува за изградба на гасовод, кој треба катарскиот природен газ да го донесе до територијата на Западна Европа, тогаш Путин се сети да испрати руски војници на територијата на Сирија. И заврши војниот конфликт на територијата на Сирија. Бидејќи ако беше изграден катарски гасовод, кој ќе го носеше катарскиот природен газ од територијата на Катар во Западна Европа, тогаш геополитичкиот притисок и употребната вредност на Северен поток 1, Северен поток 2, на Газпром, притисокот со помош на гасот врз Полска, Украина, Германија, земјите членки на Европската унија од страна на Москва ќе беше многу помал. Ќе имаше алтернативно решение. Ајде сетете се што се случи пред 30 или 45 дена, кога имаше најави за ескалација на украинската криза, војна помеѓу Русија и Украина, санкции жестоки кон Москва. Тогаш американската администрација отиде на разговори во Катар да ги праша катарските шеици дали имаат капацитет да ги заменат русите и рускиот природен газ. Им беше одговорено од Катар дека тие располагат со огромни количества на газ, меѓутоа немаат алтернативни коридори преку кои катарскиот газ ќе го донесе до Западна Европа. И тоа беше суштината на конфликтот. Русите влегува во Сирија и воспостави еден берлински шиитски зид. Тоа се 3 шиитски држави под контрола на Техеран. Тоа е Сирија, тоа е Иран и тоа е Ливан со помош на Хезболах. Со изградба на тој берлински шиитски зид беше оневозможен катарскиот гасовод да носи природен газ до Западна Европа. Тоа е суштината на војната. Имаше пред 4 или пред 5 години, кога беше руската интервенција во Сирија, анализа на еден од припадниците на кланот на Кенеди, кој објасни зошто и кои биле мотивите за руска интервенција во Сирија. И тоа беше катарскиот гасовод. А ако беше изграден катарскиот гасовод со помош на Турција, подоцна станува еден конфликт на Катар со останатите арапски држави, Саудиска Арабија, Египет, влегот во конфликт со Катар, а Турција и дава подршка на државата Катар. Тој е конфликтот помеѓу Ал-Каида и Исламската држава, тоа е суштината на арапските конфликти. Тогаш Катар со помош на Турција успеа да се спротистави на Египет, успеа да се спротистави на Саудиска Арабија, на Абу Даби и овие останати заливски држави. Катар ќе биде секогаш проблем за Русија и за рускиот гасовод. Се додека постои опасноста од Катар, Северен поток 1 и 2, нема да бидат 100% силни адути во рацете на Путин, со кој ќе може да уценува Западна Европа. Затоа Путин ќе направи се Катар да го исфрли во игра. Катар сега се пренасочува кон далечниот исток, кон Кина, бидејќи таму има огромна потреба од катарскиот природен газ. Меѓутоа, ако дојде до дополнително заострување на енергетската, политичката, геополитичката криза поврзана со Украина, Катар ќе биде клучната држава која ќе треба да и парира
на руската нафтена и енергетска стратегија. И Катар е клучна држава, затоа велам. Сите војни се војни за многу пари. Можете ли да предпоставите сега, со ова криза во Украина, колку е голем скокот на берзите за природен газ, на берзите за нафта? Рускиот буџет смрди на нафта, на пари од нафта, како што македонскиот буџет пред 20 години мирисаше или смрдеше на акцизи од цигари или акцизи од тутун, или како што црногорскиот буџет мирисаше на акцизи од цигари и акцизи на тутун. Со помош на цената на природен газ и на нафтени деривати, Владимир Путин ја финансира и својата мокна машинерија и својот режим кој го има воспоставено на таа огромна руска територија. Сега малата држава Катар со 3 милиони жители е сериозна опасност и конкуренција на Русија и ќе се направи се, дали со помош на Саудиска Арабија, дали со помош на некои израелски структури, дали со помош на некакви структури на Блискиот Исток, да биде оневозможено присуството на Катар на пазарот во Западна Европа. И тоа го знаат овие шеици од Катар и се обидот да избалансират, ниту да им се замерат на американците, но од друга страна ниту пак да се замерат на Москва и на Владимир Путин. Затоа имате на таква избалансирана политика на Ал Джазира која е финансирана од катарската држава. Тоа е суштината на конфликтот. Русија влезе во Сирија, не бидејќи ја сака династијата на Башар ал Асад, не бидејќи е тоа вечно пријателство, па не знам, од мали деца седнале и се побратимиле, туку во оној момент кога беа сериозно загрозени руските економски, финансиски, гасоводни интереси во Западна Европа, со катарскиот гасовод, кој требаше да поминува преку територијата на Сирија, Русија влезе во Сирија и го спаси Башар ал Асад. Како вика Бжежински, ова е шаховската табла. На шаховската табла имате фигури кои се бели, фигури кои се црни, аргументи кои се во ваша корис, фигури кои работат за вас и фигури кои работат против вас. И кога ќе направите одредена геополитичка анализа, вие мора да ги имате во предвид сите овие елементи кои се ставени на шаховската табла. Кога Путин ја гледа таа шаховска табла, тогаш има два елементи или две работи кои му одат во прилог, кои му одат во корис. Првата работа е драматичната поделба во Америка, во американското друштво, во американскиот политички естаблишмент. На некој начин парализа на американскиот политички систем, тој конфликт помеѓу демократите и републиканците, никогаш последните 100 години не бил така драматичен како што беше во мандатот на Доналд Трамп. Безмалку дојдоа до работна граѓанска војна, пред една година имаше упад во американскиот конгрес, представничкиот дом. Имаше пред 30 години гранатирање на Белиот дворец во Москва и тогаш Јелцин доаѓа на власт во Руската Федерација. Имаше пред 3 или 4 години упад во Македонското собрание, меѓутоа ако некого пред една година прашавте дали е возможно да имате упад во представничкиот дом во Вашингтон, во Соединетите американски држави, сите ќе ве праве будала. Тоа се случи во Америка. И Путин ја користи таа поделба во американскиот политички систем. Инвестираше во Доналд Трамп. Секогаш Путин инвестира во такви радикални структури кои може да направат одредени проблеми во рушење на политичкиот естаблишмент, дали е тоа Германија, дали е тоа Франција, дали е тоа Америка, се едно. И тоа го правеше. И вториот битен елемент кој му одеше во прилог на Путин и на Русија е оно неславно повлекување на Америка од Авганистан. Како кула од карти се сруши целиот систем кој американците го граде во Авганистан 20 години. Бежање класична на американските војни структури од Авганистан. Тога сите сојузници на Америка си го постават прашањето, па ако после 20 години милиарди и милиарди инвестирани во Авганистан, преку ног американците се повлекува од Авганистан и им го остави Авганистан на талибанците, што ќе се случи со нас? Тогаш тие почнуваат да играат на 2, на 3 столчиња, да кокетираат кон Русија, кон Кина, кон Индија, кон Турција, кон сите држави кои може да бидат или светски или регионални сили. Меѓутоа, запамтете, почитувани гледачи, секојаш Америка гледа на проблем и на непријател во Русија, во Москва, многу повеќе во споредба со Кина, во споредба со Пекинг. Пекинг се соочува со една сериозна финансиска криза, која се крие зад завесата, каде што 29% од бруто домашниот производ на Кина се полни со помош на овие недвижности. Само една компанија, најмокната компанија за недвижности во Кина должи повеќе од 300 милиарди долари. Кина е како некој тигар од хартија кој се соочува не само со финансиски проблеми, туку кој се соочува со сериозни демократски проблеми. Тамо се формира веќе една средна класа која заработува 1000 евра или долари месечно, каде што во една фамилија се собират повеќе од 2-3 долари. Па сетете се што се случуваше пред појавата на пандемијата со ковид или корона кризата. На сите светски аеродроми ве гледавте масивно кинески туристички групи. Тие луѓе не само што сакаат да патуваат во Париз, во Лондон, во Њујорк, не само што сакаат да јадат италијанска шунка, сакаат да живеат во нормална демократска држава.
ке им пукни филмот во некоја кинеска провинција, да дојде некој комесар на кинеска комунистичка партија и да ја виопси ако сте богат човек, бидејќи сте размислувале различно од локалниот комунистички лидер. Кога имате средна или граѓанска класа, тогаш е неминовно да дојде до формирање на повеќе партиски систем. Во оној момент кога ќе биде формиран повеќе партиски систем, кога Кина нема да биде како Северна Кореја, нема да биде како Куба, тога сите овие етнички групации кои постојат во Кина, кои се многу бројни, ќе формираат своји политички партии. Ќе се дерогира, ќе се деструктурира државата однатре. Вие може да имате вештачка интелигенција, може да имате најдобри авиони, може да имате нуклеарна технологија, но не можете да ги испречите процесите на демократизација на едно друштво. Кога ќе дојдат процеси на демократизација, сетете што се случуваше во Русија 20 или 30 години пред доаѓањето на Путин. Се распадна КГБ. Целата таа интелектуална елита на КГБ остана на улица. Во еден временски период таа интелектуална елита на КГБ која остана на улица стана помокна од руската држава и можеше да ја диктира правила на однесување на руската држава, дали преку руската мафија, руските олигарси и така натаму. Што мораше да направи Руската Федерација? Човек од КГБ да донеси начело на руската држава за тој да може да ги стави под контрола, тој е Владимир Путин. Слично ќе се случи и во Кина. Дали тоа ќе се случи за 1, 2, 3, 5 или 10 години не е битно. Затоа американците секогаш многу поголем непријател гледат во Русија и во Путин во споредба со Пекинг и со Кина. За да може да ги разберете работите, тие односи помеѓу Германија и Франција, кои биле основа за Првата, Втората светска војна, и тие односи помеѓу Украина и Русија се всушност односи кои ги дефинираат работите на Европскиот Запад и на Европскиот Исток. Ако конфликтите, тензиите или договорите помеѓу Германија и Франција беа основа за една или две светски војни, а сега се основа за формирање на Европската Унија или Европската економска заедница некаде пред 50 или 60 години, тогаш односите помеѓу Украина и Русија всушност се јадрото на источното православие. И ако врз база на тој договор помеѓу Париз и Бон или Париз и Берлин е формирана Европската Унија, секогаш Русија и Москва света дека треба да има договор со Киев, треба да има договор со Киевската лавра. Киевската лавра е едно од најголемите православни светилишта во светот. 2012 година сум снимал тамо. Сум снимал низ Украина, тоа е емисијата Земја на Словените. Се гледаше уште тогаш дека тоа поделена држава. Вие не можевте да влезете или да договорите интервју во Киевската лавра ако им се обратите писмено преку факс или преку имейл на теологија на украински јазик. Моравте да им се обратите на руски јазик. Тоа беше поделена држава. 94 година има претседателски избори во Украина. Леонид Кравчук и Кучма се борат кој да добие претседателски мандат. Кога бидува Кучма, претседател 11 години, во негов мандат се прават најголемите криминали во Украина и тие всушност ја урнисуваат украинската држава. Во 13 провинции на истокот победува Кучма, во 13 провинции на западот победува Леонид Кравчук. Иако Леонид Кравчук е исто така со блиски или со добри релации со Москва и со руската олигархија, со руската политичка сцена, Кучма е нивни играч. Дури во кампањата за претседателските избори тој прв пат почнува да учи украински јазик. Говори на руски јазик. Живее во Украина цел живот, роден е во Украина и не го знае украинскиот јазик. За таква поделена држава станува збор. Сум снимал во Севастополј, сум снимал на Крим. Никој не ми одговори на моите барања кои беа напишани или испратени на украински јазик. Тогаш представник на амбасадата во Украина, овде рекорд ми рече, напишите го на руски јазик, сигурно ќе ви одговорат. Ми одговорија веднаш и од Одеса, и од Јалти, од Севастополј, и од Киев. Договори снимање во Чернобил. Тоа е поделена држава, таа функционира како поделена држава. Држава која секогаш била поделена, или била составен дел на Австро-Унгарија, или била составен дел на Полска, или била составен дел на Руската Федерација или на Советскиот сојуз. Некаде 4 или 5 века со мал исклучок 1917-1920 година, кога се случува Црвената револуција или Октомвриската револуција, кога е оној конфликт помеѓу белогвардејците и комунистичките сили во тогашниот Советски сојуз, Украина е надворот сферата на интересирање и надворот политичкото влијание на Москва и на Руската Федерација. Конфликтот помеѓу Киев и Москва, дали Москва ќе биде третиот Рим. Ако првиот Рим пропадна, ако вториот Рим е Цариград, Москва се гледа себе си како трет Рим, да биде бастион, центар на православието. За тоа да биде, мора Киевска Русија и Киев, Киевската лавра да биде составен дел на Руската православна црква. Затоа американците со помош на ЦИА
со помош на американскиот или екс-американскиот амбасадор во Украина Джефри Пајет, кој сега амбасадор на Америка во Атина и еден од авторите на Преспанскиот договор помеѓу Македонија и помеѓу Грција, Цариградската патриаршија ја признава Украинската православна црква. Тогаш имаше најави дека Цариградската патриаршија ќе ја признае Македонската православна црква. Тоа е тој упат на ција во православието. И Русија од тоа се плаши кога ѓаволот крст, бидејќи Украина не е под контрола на Русија, ако не е Киевска Русија под контрола на Русија, а во времето на Владимир Велики 988 година е христијанизирана Русија, тогаш Москва не може да биде третиот Рим. Тоа е конфликтот. Украина сега балансира помеѓу двете големи сили. Украина сама се исече гранката на која сечеше. 92 година Леонид Кравчук ја повикува украинската армија, ги повикува украинските војници да изразат лојалност кон новата украинска држава, тоа е почетокот на 92 година, веќе не постои Советскиот сојуз, и поголем дел од офицерите и старешините немат лојалност или не се приклонуваат кон украинската држава. 94 година оној договор во Москва на Борис Јелцин, Бил Клинтон и Леонид Кравчук, кога Украина се откажува од нуклеарното оружје. Повеќе од 5000 боеви нуклеарни глави има стационирано на територијата на Украина. 20 бомби, секоја е поединечно посилна од бомбите кои се фрлени на Хирошима и Нагасаки заедно. Трета нуклеарна сила во светот Украина. Сега сите украински експерти велат и политичката елита, сами се исековме гранката. Ако располагавме со нуклеарно оружје, немаше Владимир Путин така да се однесува. Да биде газда во нашата куќа. Украинците, бидејќи прифатија се, уништија се, последната нуклеарна глава од Украина излезе на 1996 година, сега се во подредена позиција, зависат од турски дронови, американски експерти, американско оружје и така натаму и така натаму. И сега украинскиот народ може да сака да влезе во НАТО. Никој нема да го праша, ке се договарат Москва и Вашингтон, што ќе биде иднината на украинскиот народ. Кога ќе ја оддадете задникот под кирија, некој друг одлучува за вас. Тоа што мене ме плаши, почитувани гледачи. Кога Путин говори за обнова на Советскиот сојуз, дали говори само за обнова на Советскиот сојуз или на сферите на интересирање и на влијание на Советскиот сојуз? Ако говори за обнова на сферите на влијание на Советскиот сојуз, поранешна Југославија е поделена 50-50, 50-50. Во кој 50% ќе бидеме ние? Ке не пуштат низ вода како што го пушти Авганистан? Тоа е што ние постојано си го поставуваме ко прашање. Дали сега Бугарија има поголема специфична тежина, бидејќи од Варна до Одеса има 200 километри? Дали сега бугарите ќе го искористат моментот да наметнат подобри позиции во преговорите со Македонија, бидејќи Романија и Бугарија беше едно од прашањата или едно од барањата на Путин, НАТО да се повлече од Романија и Бугарија, бидејќи биле дел на Варшавскиот пакт. Бидејќи не е прашањето само на Украина, туку сите земји членки на поранешниот Варшавски пакт да не бидат земји кои се членки на НАТО. Тоа е договор кој е постигнат 1991 година. Има книга на Евгени Примаков, Години во високата политика, каде што се објаснува како се водат преговорите за обединување на германската држава. Затоа и германците го почитуваат тој договор, бидејќи при обединувањето на германската држава и Геншер и Хелмут Кол имаат ветено дека НАТО нема да дојде до границите на Русија. Со помош на Украина НАТО ќе беше на 400 км до Москва. И тоа предизвика една стравична ескалација на политичката криза. Јас се надевам дека таа ескалација на политичката криза веќе полека издишува и нема да експлодира до невидени размери. Клучна 1654 година, почитувани гледачи. Тоа е војната помеѓу Богдан Хмелницки, еден од козачките атамани, козачките војсковоци или козачките лидери, со тогаш мокната полска држава. Бидејќи гледа дека Полска е многу силна, дека не може сам да ја порази Полска, Богдан Хмелницки бара помош од тогашната руска царска администрација или царска армија и се заколнува на вечно пријателство или на вечна лојалност кон рускиот цар. Од 1654 година, со мали исклучици од 1917-1920 година, кога е Октомвриската револуција, Украина и Киев се под контрола на Москва или под контрола на Ленинград или под контрола на Санкт Петербург. Царска Русија, повеќе од 4 или 5 века, одлучува што ќе се случува во Украина. Иако Украина е поделена држава, на украински исток и украински запад. Украинскиот исток доминира протестантизмот, доминира унијатството, тие се православни,
но го признават римскиот папа како врховен поглавар. Нешто слично се обидуваше Ватикан да направи на територијата на Македонија. Кукуш е центарот на унијатството во Македонија, Гоце Делчев. Структури од Кукуш или делови на населението на Кукуш после палењето или горењето на Кукуш, екзодусот од Кукуш се населот на територија на Јужна Македонија, Струмица, Струмичко, Мистон, целата таа приказна и така натаму и така натаму. Протестантизам, унијатство. Значи тоа е модел преку кој Ватикан делува и Ватикан е истурена или продолжена рака на тие западни интереси за контрола или ставање под контрола на источното православие. Во текот на Втората светска војна источна Украина го доживува Рајхот или Хитлер како ослободител. На 3 дела е поделена Украина. Едно дел или деловите на Советскиот сојуз кои се под германска контрола или под контрола на Рајхот. Едно дел се нарекува Осланд, таму е Естонија, таму е се делови или најголем дел на Белорусија, таму е Литванија, таму е Летонија и таму е еден дел на Украина. Па имате еден друг дел на Украина, Днепропетровск, Киев, кои се во состав на германскиот рајх. Имате еден трет дел во рамки на овој друг дел на германскиот рајх, а тоа е Одеса, тоа е Днестар кои се ставени на располагање на романската држава, Триднестеровија, така се нарекува таа романска држава. Иначе на 3 дела е поделена Украина. И тоа е судбината на Украина. Во историјата Украина била или поделена или под контрола на Полска, или била составен дел на Австро-Унгарија, или била составен дел на мокната Руска Федерација, Советскиот сојуз и така натаму. Украинците имат проблем како да направат држава, бидејќи нема лепа кој ги дели или кој ги лепи тие два мокни ентитети на украинската држава. Истокот на Украина кој е проруски определен, кој е православен, и западот на Украина Лавов, кој е прозападно ориентиран, кај што унијатството е доминантно. Тоа се две идеолошки, две етнички, две секакви политички компоненти кои тешко може да се измешат и кои ги мешате тие се како вода и како масло. Во одредени периоди тоа ќе оправите многу полесно, во други периоди ќе оправите многу потешко. Меѓутоа проблемот на Украина е дека е земја на крстопат. Земја која со една нога е на истокот, со друга нога е на западот. Можете ли да претпоставите што ќе се случи со Руската Федерација ако не постои Украина? Ако не постои Украина, тогаш најголем дел од Русија е на средниот или на далечниот исток. Русија нема да биде европска држава без Украина. Русија не може да биде светска империја без Украина. Москва ќе биде многу повеќе наклонета или ќе гледа кон Кина или кон Сибир или далечниот исток, отколку што ќе гледа на запад. Целата она приказна дека треба да се гради Европа од Атлантикот до Владивосток, паѓа во вода ако не постои Украина. Ако Украина е надвор од сферата на интересирање или на влијание на Москва, ако американците стапнат на територија на Украина, тогаш што нема да биде само нож во срцето на Русија, како што вели Владимир Путин, туку Владимир Путин ќе има многу мал маневарски простор да направи било што и да ја направи Руската Федерација нова суперсила, да и се слуша гласот, да може да тропне на маса, да наметне одредени правила на однесување. Со што ќе го прави тоа? Со богатството на Сибир? Со некои градови на Сибир? Со Ташкент во Узбекистан? Две држави се таму битни, Узбекистан, Ташкент и Казахстан, кои ќе направат некое природно разграничување помеѓу Москва, Русија и Пекинг и Кина, и државата која го прави тоа разграничување на истокот, односно на западот, е Украина. Без Украина Русија никош нема да биде светска суперсила. И тоа го кажуваат сите руски мислители. И затоа прашањето на Украина не е прашање на престиж. Дали Москва ќе биде поразена или ќе биде победничка во целата таа ситуација или целата таа политичка или борбена војничка епопеја. Москва всушност се доживува Украина како спиритус моментс на своето постоење, на својот идентитет, на православието, на европскиот идентитет, на припадноста на Москва кон Европа. Ако не е Киев, тамо некој Владивосток, сигурно не е европски град. Тој Владивосток комуницира со Алјаска, не комуницира со Париз, или не комуницира со Бон, или не комуницира со Лондон. Затоа Путин ќе направи се да може да ја стави под своја контрола Украина. Ако сега има некое примери во Украина, тоа значи дека двете страни размислиле и сватиле дека во моментот не може да победат во Украина. И тоа го претварат од конфликт во замрзнат конфликт.
Тој замрзнат конфликт може да трае 1, 2, 3, 5, 10, 30 години, како што трае кипарското прашање, и постојано на таа линија на разграничување да има одредени конфликти. Па дури Џо Бајден во некои своји телевизиски интервјуа има истакнато дека американците можеби не би интервенирале ако има мал конфликт во Украина. Што е разликата помеѓу мал и голем конфликт? Голем конфликт ако Украина се подели на два дела. Мал конфликт ако русите интервенираат во Донбас и го приклучат Донбас на Руската Федерација, како што тоа од 2014 година го направија со Крим. Има мал референдум, на тој референдум поголем дел од населението си има произнесено дека размислуваат или сака да живеат во Руската Федерација, и врз база на така изразената волја, врз база на одредени мали конфликти, интервенира руската армија, дали со помош на десантни единици, дали со помош на руската пешадија, руските авиони и така натаму, и го приклучуваат или го припојуваат тој дел до Руската Федерација. Тоа беше многу битно 1991 година. Гледате, во Црна Гора нас не се случи некоја слична ситуација. Референдумот во Украина се случи 1994 година. Тоа се изборите за председател на Украина. Победува Кучма 52%, губи Кравчук 48%. Украинскиот исток кој е наклонет кон Москва и кон Русија го победува украинскиот запад кој е наклонет кон Европа, унијатскиот дел на Украина. Ако во Македонија 1991 година се случеше да има референдум кој беше со 55% неизлезност, и од таа 55% излезност околу 52 или 3% од населението искажаше волја да биде формирана независна македонска држава, тоа ќе беше основа за конфликт, како што основа за конфликт во Црна Гора. Затоа секогаш е неминовно референдумот да има некоја излезност повеќе од 70% и на таква излезност повеќе од 90% од населението да има искажано став дека треба да биде формирана независна македонска држава. Затоа ние немавме внатрешен конфликт. Повеќе од 74-75% имаше излезност на референдумот 1991 година, повеќе од 90% од населението гласаше за независна македонска држава со право да стапиме во сојуз со поранешните југословенски републики. Во Украина тоа не се случи. Во Украина е поделена држава, на украински исток и украински запад. Секогаш кога имате поделена држава, ви имате основа за конфликт. Дали тој конфликт ќе го решавате со на начин кај што на Путин и на Москва ќе им отстапуваат дел по дел од територијата на Украина, во изминатите 10-15 години повеќе од 10 до 15% од населението на Украина е иселено. Не живеат повеќе во Украина. И сега украинските олигарси се пакуваат во авиони, тоа го јават сите светски медиуми и го вадат своето богатство надвор од Украина. Кога стравот и неизвестноста за една држава ќе почне да доминират, дали таа држава ќе биде, дали нема да ја биде, дали може да биде функционална. Тоа е само прв чекор кон растурење или пропагање на таа држава. Тоа исто како со банките. Пуштате болба дека банките не располагаат со доволно средства да ви ги вратат вашите штедни влогови, таева се создава паника. Сите кои имате штедни влогови во банките, одите на банкарските шалтери и ги барате парите да ги добиете назад. Банките не располагаат со таква готовина на сите да ги исплатат парите, се создава паника и колабира банкарскиот систем во една држава. Тоа се случува сега во Украина. Ако некој го пушти црвот на сомнежа дека таа украинска држава не може да функционира, тога сите ќе си го барат чарето надвор од Украина. Ако сите почнат да си го барат чарето надвор од Украина, тогаш е само мал чекор до пропаста или распагањето или растурањето кукулот карте на таа Украина. Повеќе од 50 милиони жители имаше Украина во периодот кога се одвои од Советскиот сојуз. Сега има некаде околу 44-45 милиони. Повеќе од 5 милиони луѓе се иселени од Украина. Најработоспособното население е иселено надвор од Украина. Еден голем дел од украинците сака да се поделат, бидејќи смета дека цената која ја плаќате е премногу скапа, да се постојано на таа линија на конфликт помеѓу Русија и помеѓу Америка. Им досади на луѓето. Сакаат нормален живот, како што сака секој нормален живот. И ние ги разбираме украинците, бидејќи ние поминуваме с некои слични перипетии. Договор со Грција, договор со Бугарија. Поделеност на Македонија на два ентитета, нели албански, македонски. Оној модел на Зоран Заев, едно општество за сите, очигледно дека не профункционира. Ние повторно се вративме во некои ровови, во некои стари позиции. Повторно преиспитуваме кој пат сакаме да го фатиме, дали сакаме кон Брисел, кон Вашингтон или сакаме кон Москва. И слично се случува во Украина, само што тамо се уште поголеми влоговите. Бидејќи Украина е најголемата житница во светот. И кога почне украинската криза, кинезите почнуваат да натрупуваат жито, пченица, пченка, храна и така натаму, бидејќи ако има војна во Украина, на берзите цената на житото ќе оди до небо, ќе оди до облаци. Тоа е суштината на Украина. И суштината на Украина беше таква и во текот на Втората светска војна. Германците сакаја да ја заземат Украина поради две причини. Во Полска и Украина има најмногу
еврејско население и најголем број на еврејски жртви се дадени во Полска и во Украина во текот на Втората светска војна. Милиони на луѓе се убиени во Украина и украинското жито или украинската житница беше клучна за Третиот рейх, како што нафтените наоѓалишта на Кавказ беа битни за енергијата или енергетските ресурси за Третиот рейх. Затоа германците кога влегуваат на територијата на Советскиот сојуз им е клучно да го освојат Украина и делови на Белорусија и да го освојат Кавказот. И тие се подречја кај што и сега има конфликти. Грузија, Ерменија, Азербејџан, Сталин е со потекло од Грузија, Брежнев и Никита Хрушчов се со потекло од Украина. 1954 година во времето на Хрушчов, Крим и Кримската област е вратена на Украина. Тоа е стара држава. Држава која има традиција, без разлика што била составен дел на Австро-Унгарија, на Полска, на Русија, на Руската федерација, на царска Русија. Тоа е држава која има минато, а која треба да има своја иднина. Ако сега избегната војна, се надам дека разумот ќе оправдува, бидејќи ако не превладува разумот, тогаш Украина е потенцијално жариште за еден огромен светски конфликт. Ако има светски конфликт, ако имаме корона криза, па биолошки тероризам, па светска војна, па конфликт во Украина, гледате, авионите почнуваат веќе да избегнуваат Украина. Трасите се направени преку Аљаска, веќе Украина се избегнуваат било кој сообраќајни или воздушни коридори. Имаше пат на еден авион на територијата на Украина. Значи, конфликтот во Украина се подготвува со години наназад. Тоа не е нешто кое преку ноќ е направено. Тоа е нешто кое е есенција на постоење на Руската федерација без Украина. Руската федерација ќе биде на стаклени нозе. Многу ми навела дека во европската политика не постојат такви лидери како што биле пред 30 години. Дека ако пред 30 години не постоеле такви лидери, како што се Маргарет Тачер, Хелмут Кол, дека немало да биде решено прашањето на паѓање на железната завеса, обединување на Германија, правење на нова Европа и воспоставување на добри релации со тогашниот Советски сојуз или со Руската федерација. Тогаш е постигнат договор НАТО сојузот да не се доближува до руските граници. И Западот го прекрши тој договор или го прекрши тоа ветување. Сега се нови околности, како велат, од НАТО алијансата. И НАТО алијансата наместо да остане статус кво, или после распагањето на Вашингтонскиот или на Варшавскиот пакт, да се влезе во процес на расходување или на праќање во историјата на НАТО алијансата или НАТО сојузот, НАТО алијансата сега дојде до самите граници на Русија. Преку Бугарија, преку Романија, преку Естонија, Летонија, Литванија, горе, кај Калининград. Тие граничат со Руската федерација. Преку Турција граничат по море со Руската федерација. Тоа е суштината, тоа е стравот на Руската федерација. Те имат една или две барања, Украина да биде неутрална и да не биде дополнително проширувањето на НАТО сојузот или НАТО алијансата кон руските територии, ако е возможно, тоа се бонус барање, да биде вратена состојбата или статус квото на ситуација некаде од пред 30 години. И ви се појавува 2 или 3 европски држави, гледате изминатите 2 недели, и Виктор Орбан, и германскиот канцелар, и Емануел Макрон се истепаа да одат на средба со Владимир Путин, да се договарат со Владимир Путин. И всушност тоа е тројката која прави најголеми проблеми на почнување на преговорите на Македонија со Европската унија. И Емануел Макрон во еден временски период, Виктор Орбан, ајде сетете се какво е однесувањето на еврокомисарот за проширување. Тој прв побара одвојување на Албанија и на Македонија во процесот на пристапни преговори или разговори со Европската унија. Во оној момент кога ќе дојде до одвојување на Албанија и на Македонија, се создава безбедносна криза тука на Балканот. Бидејќи албанците во Македонија ќе се чувствуваат како албанци од втор ред во однос на албанците во Тирана. Барајки да бидат одвоени Македонија и Албанија, еврокомисарот за проширување Верхели всушност сака да ја разгори политичката криза во Република Македонија. Виктор Орбан пред 10 дена беше во Москва, имаше 5 сати средба или 5 часови на разговор со Владимир Путин, каде што му беше даден ефтин руски газ и со помош на тој ефтин руски газ тој ќе истрча на изборите на 3 април. Ако му сака да победи на изборите на 3 април, а целата Европска унија, Вашингтон, администрацијата во Вашингтон не му се наклоните на Виктор Орбан, тој треба да побора помош од Владимир Путин. Емануел Макрон беше во Москва, исто како што во Москва беше германскиот канцелар. И тоа се трите држави кои прават проблем на почнување преговорите на Европската унија со Република Македонија. И тоа е суштината на геополитичките разврски. Затоа и Бугарија си дозволува такво однесување. Слабата Бугарија во споредба со мокната Грција
бидејќи Грција е всушност земја врз база на чија култура и цивилизација е формирана западноевропската цивилизација. Во учебниците во Западна Европа се учи за тоа. Грчка Атина се зима како некој пример, како некој Николец кај што тие црпат одредени елементи за филозофија, одредени елементи за војни стратегии, војни тактики, така натаму и така натаму. Дали тоа е точно или не точно, тоа е тема за некоја сосема друга дискусија. Меѓутоа, целата европска наука, целата европска уметност, целата европска култура се подпира на сите тие, ајде да наречеме, одредени историски парадигми, одредени историски параболи кои ги влечат од античка Грција, Спарта, Атина и така натаму и така натаму. И затоа е многу тешко да ја смените целата таа историја, да ја смените литературата, да ја смените историјата, да смените културата на поимање на античка Грција или на Грција во очите на европскиот просечен граѓанин или на европскиот просечен гласач. Меѓутоа една слаба Бугарија која преку ред, преку трупа влегува во НАТО и Европската унија, да се осмили да изстави вето 2 пати на Република Македонија, да крене огромен Берлински зид на Девебајри помеѓу двете бугарски држави како што тие ги доживуваат, то не може да го направи ни Каракачанов, ни Бојко Борисов, ни Свети Каракачанов, ни Свети Бојко Борисов, ако некоја мокна европска држава не им рекла тоа да го прават или не им намигнала тоа да го прават. Ние сега видовме кои европски држави, кои европски лидери отидоа на баце рака кај Владимир Путин. Ако ова политичка криза се анализира од одредена временска дистанца, тогаш главен губетник на цела тоа политичка криза околу Украина може да биде Европската унија. И во време на корона кризата, и во време на украинската криза, Европска унија покажа дека е некапацитетна да ги решава проблемите. Кој е ставот на Европската унија? Кој е ставот на Берлин? Кој е ставот на Париз? Дали е идентичен ставот на Берлин и на Париз? Па дури нестабилниот и непостојаниот Реджеп Тајип Ердоган има многу по-стабилен став кој не го менува во однос на кринското прашање. Тој смета дека прашањето на Крим е составен дел на Украина, дека Русија немала право. Па Германија не испорачува оружје на Украина, Ердоган им испорача бајрактари и турско оружје на Украина. Без разлика на противењето на Русија, без разлика што во еден временски период Ердоган беше зависен од Москва и Путин. Со купување на тие системи С-400, можното купување на С-500, правењето на или производството на системи С-400 на турска територија, конфликтот околу правење на фантомите 16 на турска територија, бидејќи бе исфрлен тој проект од кој купија ракетни системи С-400, то не го расколеба Ердоган да има принципелен став во однос на кринското прашање. Крим е составен дел на Украина. Да, навистина таму живеат татари, да, навистина таму има турски интерес кој е различен и спротивен на рускиот интерес, бидејќи тие кримски војни помеѓу Русија и Турција всушност го определија текот на Османлиската империја и го определија текот во кој правец ќе оди Европа, дали Русија ќе се движи во еден или во друг правец. Меѓутоа, најголема жртва на украинската криза ќе биде Европската унија. Бидејќи по 3, 4, 5 пат во клучни ситуации покажува неспособност да има заеднички став и да ги решава проблемите. Еден е ставот на Данска, еден е ставот на Холандија, еден е ставот на Велика Британија, која сега не е членка на Европската унија и затоа со помош на НАТО сака да делува и во украинската и во балканските кризи, Босна, Македонија, така натаму и така натаму. Затоа праќа дипломати кои биле поранешни офицери, кои се под контрола на кралското височество. Таа Европска унија после излегувањето на Велика Британија и на Брекзит веќе нема лепак. Германија и Франција немат капацитет, бидејќи знаете, вие не можете да ги влечите потезите и конците само врз база на економски интереси. Ако ги влечите потезите и конците само врз база на економски интереси, тоа сте акционерско друштво, а не политички субјект кој носи политички одлуки, кој гледа 20 или 30 години понапред. Ако влечите само финансиски потези, тоа ви гледате дали во понеделник имате повеќе пари отколку што имате во петок. Тоа е денешната Европска унија. Крахираше и со корона кризата, крахираше и со преговорите или днината на Македонија, крахираше во односот на Украина. Зошто? Бидејќи сопствениот интерес го стават над политичките интереси, над политичките разврски во наредни 20 или 30 години. Тоа покажува некапацитетност. Ангела Меркел правеше некој баланс. Родена е во Источна Германија, одлично говореше руски јазик, 16 години на чело на германската држава, на руски се разбираше со Владимир Путин и всушност тоа е она што сака Германија. Да биде добра и со Вашингтон, а да биде добра и со Москва. Вашингтон да им ја дава политичката сила,
бидејќи две држави се битни за Вашингтон и за Америка, тоа е Јапонија на далечниот исток и тоа е Германија во Европа, а од друга страна економски да просперират или да црпат профити од соработка со Руската Федерација, Северен ток 2 и така натаму и така натаму. Не можете да седите на две столчиња. Тоа е пораката на времето. Мора да имате став. Мора да направите баланс помеѓу парите, помеѓу мокта и помеѓу одговорноста што имате. Тоа е пораката на украинската криза, почитувани гледачи. Ако ви се допадна ова политичка анализа, ново дружење недела во 22 часот, кажавме работи, мислам дека сега ви е многу појасно која е суштината на украинската криза. Тоа не е обично препукување на Америка и на Русија. Тоа е есенција на постоење на Руската Федерација. Без Украина, Русија не може да биде голема империја. Нема позадина, нема длабочина. Го има само оној далечен исток тамо. Целата руска, христијанска традиција е тамо. Срцето на Русија е Киевска Русија. Русија тешко ќе се откаже тоа. Многу емоции се замешани, освен пари се многу емоции замешани. Втората светска војна се случува тамо. Нападот на Наполеон се случува тамо. Целата историја е тамо сконцентрирана, ако имате историја во комбинација со пари, со оружје, со жештени глави и страсти, тогаш многу лесно може работата да излезе од контрола. Се надам дека тоа нема да излезе. Ако ви се допадна нова анализа, ново дружење, недела во 22 часот, до недела во 22 часот, пријатно вечер Македонија, каде да си.